Почнуваме со вестите, а на почетокот на дневникот актуалности во штипското здравство. Медицинските сестри, новите, утре ќе полагаат стручен испит. За утре е закажано тестирање кое ќе се одржи во мултимедијалниот центар на Штипскиот универзитет, односно поранешен пионерски дом. Официјалните податоци, односно кои медицински сестри ќе бидат вработени на неопределено, ќе бидат објавени по новогодишните празници. Продолжува постапката за вработување на 30 медицински сестри во Штипската клиничка болница. За утре е закажано тестирање кој ќе се одржи во мултимедијалниот центар на Штипскиот универзитет, односно поранешен пионерски дом. Ќе се полага стручен дел, тоа од областта на медицината. Прашањата ние не ги знаеме, се добиваат од Скопје, значи утре во 13 часот лице од Министерството за здравство ќе ги донесе прашањата директно во просториите каде што ќе се врши полагање и ќе се поделат тестовите. Иако огласот е отворен за вработување на медицински сестри, пристигнати се документи од апликанти со завршено средно образование, физиотерапевти, заботехничари, акушерки и лаборанти. Тие не влегуваат, не можат да аплицираат на овој оглас, затоа што огласот е конкретен за медицински сестри. Документите ќе им бидат вратени на лицата кои не ги исполнуваат условите. Веќе дел од нив си ги имат и подигнато документите. Согласно Законот за здравствена заштита, најпрво им се врши стручно тестирање на апликантите. Откако ќе го поминат тестирањето, тие одат на интервју. Официјални податоци, односно кои лица ќе бидат вработени на неопределено време, ќе бидат објавени по новогодишните празници. Но огласот за вработување на 30 медицински сестри во Штипската клиничка болница аплицирале вкупно 103, што значи дека во просек за едно работно место ќе се борат по 3 апликанти, а 11 од вкупно пријавените не ги исполнуваат условите. Огласот официјално во службен весник беше објавен на 14 октомври. Дечињата кои живеат во селото Драгоево денес ги посети градоначалникот на Штип Илчо Захариев и им подели новогодишни пакетчиња и подароци. Во штипското село Драгоево животот се враќа затоа што млади семејства сакаат да живеат таму. Денес градоначалникот на Штип Илчо Захариев на децата во село Драгоево им делеше новогодишни подароци. Во ова село се враќа поленка животот. Овде општината инвестираше доста во инфраструктура и ги подобри условите за живење на населението, а доказ дека во ова село има перспектива е новородените деца во оваа населба. Морам да кажам дека моментално имаме 7 деца во населбата. Значи, ако земеме во предвид дека после 60-тите години населбата Драгоево поленка згаснуваше и умираше, сега имаме 7 деца новородени и очекуваме ново бебе. Значи 8, што значи за едно село кое на времето имало 800 жители, тоа е премалку, но тоа е доволно за еден добар почеток. Општината ќе ги помага максимално жителите на оваа населба, посебно родителите на овие деца, да може да ги изгледаат и да ги изведат на прав пат. Сакаме да искористиме приликата да им честитаме новата година. Сакаме и тие да ја доживеат дочекот на новата година како и децата во градот и верувам дека ќе имаат многу здравје, ќе бидат добри ученици и мојата порака е да се раѓаат деца во ова село. Родителите задоволни од вниманието кон нивните деца. И многу сме благодарни од градоначалников, фала што го донесе пакетчињата да се радуваат децата. Многу сме му благодарни на градоначалникот до сега што беше никој не е донесал пакетчиња. Они само даваше пакетчиња на први пат и многу други работи. Општина Штип во село Драгоево инвестираше значителни средства, а ќе продолжи со инвестиции во наредниот период, се со цел подобрување на условите за живот на жителите. Како дел од предновогодишните активности, традиционално и годинава ќе бидат избрани најдобрите новогодишни декорации во 3 категории: јавен објект, индивидуален и приватен објект. Веќе од утре Комисија на локалната самоуправа ќе почне со обиколка на градот со цел да ги евидентира најдобрите декорации кои ќе влезат во конкуренција за најуспешно украсување.
Уште еднаш упатуваме апел до граѓаните и гостителите, секако секој во рамките на своите можности да биде дел од новогодишниот амбиент со украсување на своите домови и дворови. Со ваквото украсување ќе придонесат за збогатување на новогодишниот амбиент и атмосферата низ градот и се надеваме дека и годинава како и во минатото тие ќе излезат во пресрет нови наши барања. Комисијата ќе биде на терен и за време на викендот и на почетокот на идната недела, а во четврток или петок ќе се објават неуспешните декорации и во кабинетот на градоначалникот ќе им бидат врачени наградите. Употребата на петарди е опасна по животот, потсетија надлежните од полицијата во пресрет на предстојните новогодишни и божикни празници. Среќна и безбедна 2017 година во семејно и пријателско дружење е мотото под кое годинава Министерството за внатрешни работи ја спроведува кампањата за безбедно славење на празниците без употреба на петарди. Славењето на празниците да помине мирно, без пукање на петарди, предпразнично и оваа година потсетија од полицијата. Петардите се опасни играчки кои може да бидат опасни по животот, потенцираат надлежните, затоа укажуваат на последиците од нивното испокување, но и тоа дека продажбата, купувањето и нивната употреба на јавни места, на улиците, во дворовите и влезовите во згради е прекршок, за кој Законот за јавен ред и мир предвидел глоба од 200 до 500 евра. Затоа апелираат младите да се воздржат од нивна употреба, за да не се соочат и со глобите, но и со последиците доколку ги користат за славење. Секторот за внатрешни работи Штип апелира пред се до учениците од основните училишта да не ги земаат ваквите опасни играчки во рака, бидејќи тие можат да придонесат до сериозни последици по нивното здравје, односно да причинат повреди на рацете, повреди на очите и на другите делови на телото. Покрај тоа и зависно од другите околности и последици, активирањето пиротехника, особено поголеми петарди и огномети, може да биде и кривично санкционирано, доколку непосредно ја доведе во прашање безбедноста и на останатите граѓани. Набавката и дистрибуирањето на пиротехнички средства е кривично дело, за кое може да се оди во затвор. Набавувањето во поголеми количини и дистрибуирањето пиротехника на пазарот е спротивно на кривичниот законник на Република Македонија, а за што е предвидена и казна затвор од најмалку 5 години. Од СВР Штип информираат дека ги интензивирале контролите и активностите за откривање и спречување на продажба на петардите и останатите други пиротехнички средства, со цел славењето на празниците на подрачјето на секторот да помине мирно, без последици од употребата на петарди. Штипската библиотека и Друштвото на писатели на Македонија се добитници на признанијата Ацо Шопов, што за прв пат ги доделува Штипскиот центар за култура Ацо Шопов. Во тек се реформите во високото образование, така што државните универзитети од наредната година ќе имаат нов начин на финансирање од страна на државата. Државните универзитети од наредната година ќе имаат реформи во делот на финансирањето. Експерти од Светска банка заедно со државните универзитети ги кроат реформите. Според првичните насоки, универзитетите ќе добиваат фиксно пари за платите на вработените, но останатиот колач ќе го земаат во зависност од тоа колку истражуваат и колку нивните вработени се ангажирани во научните истражувања. Значи, има еден дел кој веројатно ќе биде фиксен во поглед на приходите на универзитетот во делот на вработените, меѓутоа најголемиот дел од другиот дел ќе биде променлив во поглед на резултатите од тоа што ги прави универзитетите. Значи, дали сме способни да правиме истражувања, дали сме способни да објавуваме истражувачки резултати, дали соработуваме со стопанството, дали имаме приходи од стопанството, дали имаме приходи од бизнисот. Така да реков, се уште се во развој овие концепти и мислам дека концептот на тоа да бидат врзани средствата на универзитетите во насока на тоа што ние работиме не е лош концепт. Боја вели дека реформите за универзитетите се очекуваат да завршат кон крајот на 2017 година. Што се однесува за промените на средното стручно образование, забележува дека универзитетските професори треба да бидат вклучени. Значи, образованието е еден сегмент кој е поврзан меѓу себе. Не може да го раздвоите. Значи, мора да учествуваат и нашите луѓе, и
луѓето од високото образование, професорите, да кажеме, истражувачите во високото образование, во креирањето на политиките во целокупниот образовен простор и образовен систем во Република Македонија. Реков, за жал, ние премногу често го менуваме образовниот концепт. Ректорот на Штипскиот универзитет Боев истакна дека потребно е да се биде трпелив и да се видат резултатите од одреден образовен концепт, а потоа доколку не одговараат да се менуваат. Честото менување не дава резултати, а во промените треба да се вметнат и елементи и концепти од македонскиот образовен систем. Со доделување на признанијата во Центарот за култура Ацо Шопов завршија овогодинешните денови посветени на поетот. Писателот Благој Самоников денес се присети на нивната прва средба во канцеларијата на Шопов во далечната 1974 година. Писателот и поранешен директор на Домот на култура Благој Самоников, Штипската библиотека и Друштвото на писатели на Македонија се овогодинешните добитници на признанијата Ацо Шопов, кој за прв пат ги доделува Домот на културата. Почестени сме што Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев е добитник на ова признание што го доделува Центарот за култура Ацо Шопов. Впрочем, во библиотеката долги години функционира роднокрајното оделение што го носи името на Шопов. Ацо Шопов беше срдечен и едноставен човек, раскажува Благој Самоников, пресетувајќи се на нивната прва средба во канцеларијата на Шопов во далечната 1974 година. Со една возбуда се качувам по скалите, кај директорот треба да отидам, се најавувам, велам, сега кога ќе се отвори вратата, ќе го видам Ацо Шопов, ќе го стиснам рака, ќе разговарам со него, просто неверојатно, бидејќи го читавме Ацо Шопов, беше легенда за нас, а сега требаше и да се сретнем. Морам да ви кажам, многу срдечен, многу едноставен. Во 2001-та во Штипскиот дом на култура беше отворена и собата на Ацо Шопов, каде што се сместени сите оригинални ракописи, работното биро, како и лични предмети на Шопов. Иницијатор бил Самоников. Има прилика баш во работната соба. Кога ме повика неговата сопруга, ме внесе во неговата соба, нискалечки долу ниско. Таа работна маса, нема да верувате. Ова мала масиче со книги, овие книги, фотографии, се овие ракописи, се што беше негова награди, признанија. И зедовме и донесовме овде. Овде се очилата, овде му е пенкалото, саатот последен што го носил, додека били во болница и се книги, ракопис, не бидина во ракопис го ето овде и така натаму. Според кажувањата Шопов не сакал да доаѓа во градот. Штип го подсетувал на неговото тешко детство. Пред самата смрт, големиот поет изразил желба да се врати во родниот град. Иако тешко болен, со помош на неговата сопруга, писателот Михаил Ренџов и актерот Алеко Протогеров успел да се искачи на Исарот. Во спомен собата на Шопов се наоѓа фотографијата со која е овековечен овој момент. Одиме со другите актуелности. Учителите го менуваат светот. На оваа тема денеска говореа најповиканите – учителите и студентите на Факултетот за образовни науки. Манифестацијата се очекува да стане традиционална. Студенти и учители од сите краеви на земјава има инспиративни говори на тема Учителите го менуваат светот во рамките на манифестацијата која организира Факултетот за образовни науки на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Еден од најинспиративните говори на оваа тема беше на учителката Билјана Димковска, која 2 децении поминала во државното формално образование, за да пред неколку години отвори свој неформален центар за образование во Куманово. Забележува дека се она што не се допаѓало во државниот концепт го има отфрлено, за да има успешен центар. Комплексна е материјата, знаете, ако тргнеме од условите во училиштата, секогаш има простор за подобрување на истите. Понатаму обемните наставни планови и програми. Значи, професионалниот развој на наставниците, системот на професионален и кариерен развој, неусогласената законска регулатива во делот на образованието и кариерниот развој на наставниците.
вреднувањето, оценувањето на знаењата, способностите, вештините на учениците. Димковска забележува дека сето ова го прави системот да биде помалку функционален. Останатите учесници велат дека учителите се тие кои ги описменуваат, но и кои влијаат врз развојот на еден ученик. Денеска учителите се соочени со парадоксите на 21. век. Всушност, во светот, глобализацијата налага справување со вредности кои што не од секогаш биле значајни за развојот на поединецот, па и за развојот на општеството. Сметам дека предизвик за мене беше темата и мислам дека учителот може да го промени и мигот, учителот може да ви го промени и денот, учителот може да ви го промени и животот. Како наставници се справаме со сите предизвици што ни ги нуди нашиот образовен систем и заради тоа ние сме и најповикани. Ќе се потрудам колку што можам најмногу да го пренесам на моите ученици и тоа е мојата идна цел за учениците, да го знаат она што јас го знам и дури повеќе од мене. Оваа манифестација на која учителите ги разменуваат своите мислења за професијата се очекува да стане и традиционална на Факултетот за образовни науки во Штип. Со следниот материјал одиме во Проби Штип, а таму маскиран 27 годишен штипјанец се обидел да ограби продавница во Проби Штип, но продавачката го преплашила. Иако носел пиштол, па побегнал од местото на настанот. Разбојникот е со дебело полициско досие, сега го очекува пријава, а најверојатно и притвор, ни рекоа надлежните. Како на филм, разбојник влегува во продавница во Проби Штип синоќа околу 18:30 часот. Се приближува кон продавачката која стои на касата и со вперен пиштол бара од неа пари. Ова е дел од сценаријето за грабеж на штипски разбојник, кој имал намера на овој начин да заработи во продавницата лоцирана на улицата Даме Груев во Проби Штип. Но не одело се по планот, се случува неочекуван пресврат. 44 годишната продавачка, смела и храбра, му се спротиставила, го удрила по рацете и пиштолот паднал, што предпоставува полицијата било доволна причина разбојникот да се уплаши, да ја турне продавачката и да побегне во непознат правец, но не за долго. По преземените мерки и действија од страна на полициски службеници, лицето е пронајдено и приведено во полициската станица во Проби Штип. За настанот запознат е јавен обвинител и се работи на целосно комплетирање и документирање на кривично-правниот настан, пошто ќе биде поднесен соодветен поднесок. По ова 27 годишниот штипјанец, познати од порано на службите со дебело досие за вакви кривични дејанија, најверојатно го чека нова кривична пријава и мерка притвор. Во редот на предновогодишни активности е и синоќа одржаниот концерт во Домот на младите на градскиот хор. Инаку хорот го представува градот и надвор од Македонија, а се кити и со награди. Штипскиот градски хор синоќа во Домот на младите со новогодишен концерт. Богат репертоар, а публиката задоволна. Три целини се во прашање. Првата е староградски македонски песни, втората е популарни песни од различни народи и третата е аранжмани на рок и поп македонски песни. Градскиот хор Штип има поддршка и има добри услови за работа. Благодарение на Домот на младите имаме во секоја недела 3 проби. Штипјани пеа и во Бугарија, воодушевена и бугарската публика од Штипскиот градски хор. Во Бугарија хорот гостуваше од петокот до неделата. Бевме прекрасно примени. Немам зборови колку бевме удостоени, колку бевме срдечно пречекани. Секако новогодишниот концерт на градскиот хор Штип и со порака за среќна нова година и берикетна за се. Сакам од име на градскиот хор и од своје лично име да ви посакам среќни
година, среќен Божик и да се одморите, да бидете среќни, весели и насмејани. Одбојкарките на УГД студент од Штип со 2 победи на последниот турнир го заверија првото место во групата во рамки на Младинската лига на Македонија, доколку продолжат со добри резултати и во пролетниот дел им се насмевнува шампионската титула. Кон крајот на ова календарска година финишираат и одбојкарските обврски на младинките на УГД студент. Есенската патека успешно ја минеа и со 6 стварени победи го истресираа патот кон врвот на табелата. Последниот турнир се одржа во Велес, на кој на програмата беа средбите од 5-тото и 6-тото коло. Младинките на УГД студент во надпревар од 5-тото коло ја победија екипата на домаќин Виола со резултат 2:0 во сетови, а со ист резултат ја победија екипата на Перистер од Битула. Со новите 2 победи екипата на УГД студент со освоени 18 бодови е на првото место во оваа група, во која настапува уште и екипата на Теволеј од Тетово. Есенската титула штипските одбојкарки имаат шанса да ја претоцат во шампионска титула во младинска конкуренција на Македонија, ако продолжат во истиот стил и во пролетниот дел на првенството. Инаку во младинска конкуренција се надпреваруваат 8 екипи кои се поделени во 2 групи од по 4 екипи. И ја следевте четврточната информативна програма на Ирис телевизија. Благодариме за вниманието и имајте пријатна вечер.